Многумина од разни причини ја отвориле оваа книга, го отвориле Светото писмо и го добиле тоа што они го побарале од Светото писмо. Некои добиле поука, некои добиле насока, некои добиле вдахновение, некои добиле смисла, некои добиле уште поголемо збунување од својата збунетост. Значи, пристапот кон Светото писмо е многу битен. И не случајно велам дека клучот кој ја отклучува бравата на разбирањето на Светото писмо е нашата вера. Која вера? Верата која е плод на длабоко истражување, на длабоко размислување, на длабоко влегување во суштината на нештата, и кога ќе дојдеме до заклучок дека ние со нашиот ум и со нашето ограничено искуство не можеме да дадеме одговор или да најдеме одговор за суштинските прашања, тогаш клучот на верата ја отклучува бравата на Светото писмо и тогаш пораката Божја напишана во Светото писмо се отвора за нас. Што првото прашање кое се отвора на секој човек е всушност дали постои Бог и ако постои тој каков е и каков однос тој гради кон нас. Значи тоа прво прашање ни се открива со читањето на Светото писмо. Ние разбираме кој е тој, каков е тој и што тој сака од нас. Второто нешто што го разбираме е дека тој ни дал постоење и ни дал постоење во една совршена состојба на екзистенција, што тој ја нарекува Царство Божие или добро, постоење во добро. Од која состојба, за жал, ние сме отпаднати. Всушност, тоа е втората вистина која спознаваме во Светото писмо, дека ние, за жал, сме отпаднале од таа состојба и се наоѓаме денес во една состојба која Светото писмо ја дефинира како отпадната состојба на екзистенција. Всушност, од позиција на отпадната состојба на екзистенција, ние ги бараме овие прашања, а тој кој сака да не спаси од ова отпадната состојба на екзистенција и повторно да не приведе кон таа состојба за која не создал, ни благословил да имаме неговата вистина запишана од светите пророци, откриена и преку неговиот единороден син, нашиот Спасител Исус Христос, и преку апостолите и светите отци вдахновени од Светиот Дух. Како што 4 реки ја напојуваа рајската земја, така 4 божествени евангелија го напојуваа човечкиот живот во овој век. Евангелието не е книга, туку сила. Сила животворна и радостотворна. Сила која храни и напојува, сила која и мртвите ги воскресува. Сега Светото писмо е токму оној фундаментална основа која што ни дава информации за верата. Меѓутоа, тие информации за верата се потврдени токму низ еден живот, значи во пракса на оние свети оци, и таа пракса ни ја пренесуваат нас преку списи или на овој начин, за да можеме оно што го читаме и да го разбереме. Самото име Свето писмо е име кое е единствено. Може некој да рече дека и Свет Талмуд се вика еврејската книга, но не е така. Истиното име си Талмуд, нема свет. И Куранот може да го речат Свет Куран или Света книга за Исламот, но не е така. Нејзиното име е Куран. Само оваа книга е наречена Свето писмо. Она свето нема да го толкувам пред вас, свети, затоа што вие знаете за светото. Ама еве ова писмо да го разгледаме. Сите знаеме што е писмо, сега вистина не пишуваме веќе писма како порано, ама техниката што не возможува сега да пратиме порака по мобилните телефони и пак на крајот
кога ќе стигне тамо едно писменце се појавува. Па дури и малите што не знаат да читаат, ќе речат бабо, бабо, тато, тато, има писменце овде, отвори го писмово. Некој ни пратил писмо. Нема човек што не е љубопитен, штом ќе му стигне писмо да го отвори и да види што пишува. А нам писмо ни испратил Бог и ние не го отвараме. Значи, читањето на Светото Писмо е Божјо говорење кон нас. Тоа е збор Божји и ние го читаме, тогаш Господ ни говори нам. Како што обратно, кога пак се молиме, ние го говориме на Бога. Како што имавте можност да прочитате во програмата посветена на седмицата на Светото Писмо, денес, утре и задутре ќе имаме 3 предавања посветени на Христовата беседа на гората. Христовата беседа на гората е, како што многумина тоа го наведуваат, срцевината на Новиот Завет. Темелот духовен и етички на новозаветниот народ Божи црквата. Без познавањето на беседата на гората, без разбирањето на незината смисла, просто човек не може да го разбере христијанството, а не може да се нарече не христијан. Грешноста кај човекот треба да се свати во два аспекти. Едната е кога човекот се осознава себе си загрешен и настапува процес на покаяние преку тоа очистување, а потоа и како резултат на тоа очистување и положување, односно облагодетување со Светиот Дух. Додека другиот начин на тоа грешност е кога човекот не ја сваќа својата грешност и нема покаяние, и таквиот човек, значи, не е подобен за некаква функција во црквата Божја, бидејќи ако себе си се смета за праведник, а другите гледат како грешници, тогаш тој подишто не се разликува од оние лидери во светот и оние кројачи на светската судбина, која што ние врз нашите прејти многу добро ја носиме како терет. Најубавиот одговор го дава самиот Христос, кога кажува дека е тоа радост и мир во Светиот Дух. Значи, ако имате состојба на радост и на мир, натрешно тоа е посета на Духот. Инаку, во разни периоди, поинаку се доживува присуството на Духот Свети во животот на човекот. Да почнеме да речеме од тој неофитски дел, кога човек ќе стане длабоко свесен за присуството Божие и неговото учество и неговата улога во неговиот личен живот и во животот на светот и така натаму. Тоа е навистина едно чувство кое е многу слично на чувството кое човек првпат ќе биде залюбен. Значи, тоа е оно што има просветлено, кој што поминал низ таа фаза на очистување, што не значи дека тој безгрешен апсолутно, меѓутоа е во состојба просветлувањето на умот сушност е тоа. Нели, јасно ги гледа работите. Ја гледа и смислата на постоењето на се што постои, меѓутоа тоа не е рационално знаење. Да земе да прочитаме, да, ова е така и така, туку е сосема поинакво знаење, со умтање, со разум. Кој е во таа состојба ќе распознае? Сега, кој не е, кој се труди, кој се уште не стигнал до таму или не стапил на тој пат и така натаму, ќе се обрати на некој
кој што е тој всушност отец или раководител или лидер за кој што зборуваме цело време, кој што ќе може да му помогне и да разпознае, како што рекла апостол испитувате ги духовите, значи од каде е таа енергија која што доаѓа. Неговата човечка природа секогаш може да поткликне пред искушенијата, што го имаме и во оној момент кога Христос се моли за себе, ако може да го одмине чашата на страдањата, но сепак се согласува да биде волјата на Бога. Значи, затоа Христос доаѓа во облик на човек, и тоа не некој на супер моќен човек, на некој над човек, туку доаѓа како човек, како и сите нас со тело, едно обично човечко тело, како што и сите ние го носиме овдека. И потврдувајќи дека преку тоа, кога ќе може Христос да ги поднесе тие искушенија и да го своето тело да го воздигне на небесата, и со тоа да ни отвори пат и на сите ние кои сакаме да го следиме и да учествуваме во неговата жртва, во носењето на крстот, да можеме сите ние да се наречеме синови Божи по благодат, односно да се наречеме браќа на Господ наш Исус Христос. Така, значи, веќе по трет пат во организација на Скопската епархија на Македонската православна црква и до Дома движењето се организира на Духовна обнова на Македонија, се организира седмица посветена на Светото Писмо. Значи, имаме 7 дена кои се посветени на суштински нешта поврзани со Светото Писмо. Еве денеска, значи на 9 јуни, тука кај амфитеатрот на спомен куќата на Мајка Тереза го имаме отварање на седмицата, и го имаме отварањето на седмицата, а од утре почнуваме со предавањето. Значи, темата на оваа седмица за 2013 година е откровението Божјо и спознанието човечко. На еден начин ја отвараме темата за тоа како науката или човечкото сознание во корелација со Божјото откровение и како и на кој начин тие се надополнуваат. Скоро сите предавања ќе бидат посветени на оваа проблематика, односно на ова прашање. Првото предавање, тоа е утре на 10 јуни, ќе го одржи епископот Лешочки Јосиф. Предавањата, значи, од утре до сабота ќе се одржуваат во големата сала на соборниот храм Свети Климент Охридски, значи тука. На нижето каде е тоа, големата сала е доле под црквата. Значи, од понеделник до сабота сите предавања ќе се одржуваат таму. Првото предавање ќе го одржи епископот Јосиф, потоа имаме трибина за тоа на кој начин православното христијанство треба да се разбере денеска и на кој начин еден современ човек треба да го практикува православното христијанство во својот живот. Тоа ќе биде првата трибина на 11 јуни, потоа на 12 и 13 јуни имаме, значи, конкретно предавања поврзани со науката и откровението Божјо, односно Библијата. Предавачи ќе ни бидат Даниела Велковска и Томче Ширков, предавачи би го ведничари во темата. Потоа во петок и сабота ќе имаме конкретно, значи, говорење за тоа на кој начин Светото Писмо е запишувано, од кого е запишувано и на кој начин е пренесувано низ вековите и како науката, современата наука тоа го потврдува, односно ја потврдува веродостојноста на Светото Писмо. Тие предавања ќе бидат во петок и сабота. И во недела, значи на 16 јули, исто на ова место, кај спомен куќата на Мајка Тереза, ќе имаме поетска вечер. А човекот е битие кој е поетце и религиозно, што значи дека целокупната творечка енергија е црпи исклучиво од духовната сфера. Затоа, успешното одгаднување на тајната на развојот на човештвото ќе биде можно само ако се навлезе подлабоко во духовните потенцијали кои ги поседува човекот како личност. Псалм 77. Одамна го слушаме гласот Твој. Од ден на ден се потежен е Тој, се потемен. Дали од векот лажен, о Боже, или од гледот земен. Молчеше Господ, замислен, тажен, темен. Пишено ли, прокуда ли, прокресло ли, дали очи ни отвори за да осветиме, дали не собрза да се разделиме, дали љубов ни посеја омрза да жнееме, дали не создаде за да исчезнеме. Пишено ли, прокуда ли, прокресло ли. Дај ни сила грцката да ја сочуваме, дај ни сила раните да ги исцелиме,
дај ни надеж дома да си го спастриме, дај ни верба огништо да не го згасиме, дај ни разум да не те заборавиме. Закон за општа логика, значи, пошто вчера не рековме што е наука. Науката е применета логика. Значи, вели, прво да дефинираме што вели теоријата на еволуцијата. Целата теорија на еволуција може да се представи во следнава равенка. Никој плюс ништо, плюс никаде, еднакво на се. Ајде, анализирајте го зборот ограничување. Поставување граници. А луѓе Божи, па во овој свет нема само добро. Во овој свет нема само убавина. Во овој свет нема само блаженство, радост, пријатни, прекрасни, свети луѓе. Дај Боже, јас сакам да биде така, ама не. Во овој свет има зло, во овој свет има измама, во овој свет има манипуланти, има лага, има деструкција, има демонизам и така натаму. И внимавајте, големината на вистинското мислење за тоа како треба да се практикува откровението Божјо е да се постави граница. Да се разграничуваш. Ме разбирате? Во овој свет не е се исто. Истрајноста во подреб, истрајноста во љубов, истрајноста во доверба. И точно таа доверба е најмоćното нешто што нас ќе не води во црква. Доверба дека сето она што ние ќе го добиеме во црквата од Бога е поинакво од сето она што ние можеме да се го замислиме. Јас почнував да ја читам Библијата, но никогаш не успеав да ја прочитам до крај. Некои други велат, јас прочитав нешто од Библијата, но не сватив како сето тоа прави една целина. Некој вели, мене Библијата ми се допаѓа, но ми треба некој кој што ќе ми помогне да можам да ја разберам и како да ја применувам во мојот живот. Исто голем учител на подвижништвото и последовател на светите отци, светиот Игнатиј Брајанчанинов, вели одлучната волја, која што осенета и засилена со благодата Божја, може да ги победи и највкоренетите навики. И уште нешто, ако во време на борбата, од било која неочекувана причина се случи да бидеме победени, да не се вознемируваме и да не паѓаме во безнадежност, туку повторно да станеме и да продолжиме со борбата. Откровенијата на тајната е во зборовите што на сите нешта им го дефинираат постоењето и го даруваат со собствено име. Та никој да не може да ги лиши од правото да кажат кои се, да осветлат ново капче во вселената и да видат дека не сме сами. Нема или има излез од ограниченоста на овој ваков свет. Ние христијаните знаеме дека има излез затоа што Бог има промисла и на микроплан и на макроплан, и на личен план и на општествен план. И целата работа е што кога Бог не повикува, само треба да одговориме на таа помисла и раководени од искусните раководители
во црквата, полека да растеме во тоа, за да може таа вистина на Божјата промисла да ја пренесуваме и на другите луѓе.